Во очекување сме на сите научни истражувања. Се уште не ги знаеме неговите слаби страни. Ниједна држава ја нема таа излезна стратегија од ова пандемија. Пандемијата е далеко од завршена. Мораме да го промениме начинот на однесување, а само по себе и начинот на живење. Коронавирусот во нашата земја. The COVID-19 can be characterized as a pandemic. Одлуката за прогласување на воредна состојба Во екот на пандемијата, во Скопје ќе осамнат 5 мурали на теми поврзани со тековната кризна состојба. Според авторите на муралите, со овој чин меѓу другото се дава и јавна благодарност на медицинскиот персонал, новинарите, репортерите и снимателите, полицијата, комуналните служби и работниците кои работат на секојдневно снабдување и логистика и кои во овие тешки мигови се први на линијата на одбраната на граѓаните. Според податоците на Македонскиот институт за јавно здравје, од средината на април, од досега потврдените 1117 случаи на COVID-19 во земјата, 194 се здравствени работници. Како една од ургентните мерки во оваа насока, околу 2300 македонски здравствени работници, медицински сестри и лекари беа дел од интерактивните онлайн тренинзи од програмата COVID-19 Response Trainings, развиен од страна на Project Hope и Браун универзитетот во САД, базиран на препораките на СЗО и реализиран во националните рамки од страна на Македонското министерство за здравство. Искрено во очекување сме на сите научни истражувања по однос на тоа како да му се спротивставиме на вирусот и да заврши целокупната ова работа, и сметам дека се уште не сме се справиле со истото, и сметам дека и глобално се уште сме можеби и на почетокот со справувањето на одредени мерки. Кога сето ова ќе заврши глобално, можеби ќе бидеме сите многу поискусни и посовесни после целата оваа ситуација. Сите луѓе на оваа планета која што живеат дека потешко се справуваме со овој невидлив непријател. Зашто сметам така? Дека се уште не ги знаеме неговите слаби страни. Кога постепено, како поминува времето, луѓето ги дознаваат неговите слаби страни и можат да најдат начин за да се одбранат од овој невидлив непријател. Во почетокот се сметаше дека топлото време ќе донесе пад, значи, на овие заболени, на самата болест, меѓутоа топлото време не се покажа како фактор кој што протективен фактор кој што ќе доведе до помална бројка. Меѓутоа оние мерки кои што три ги препорачуваат сите, значи и од светска здравствена и на глобално ниво и нашата држава, значи една социјална дистанца, носењето на маска и одржувањето на хигиена се трите фактори кои што доведуваат до намалување на оваа болест. Почетокот на самата ова зараза, да кажеме, или пандемијата со COVID-19, некако испадна дека нити националните влади, нити меѓународните организации како да не беа спремени за еден соодветен одговор на ова пандемија. Можеби причина за тоа беше и закаснетата реакција од, да кажам, она жариштето во случајот Вухан од Кина. Можеби исто закаснета реакција беше и нешто и прогласувањето на таа пандемија од Светската здравствена организација, но од сето тоа, ево на крај, видовме дека е премногу озбилна состојбата, можеби се движиме кои од одредена здравствена катастрофа во случајот од оваа пандемија, но сепак мислам дека на извесен начин ќе покажат доблест сите земји. Прилично повеќето беа неподготвени за да, откако конечно разбраа што се случува и дека се соочуваме со пандемија со нов респираторен вирус, повеќето земји реагираа па многу рестриктивно со уведување на национални карантини и затворање на граници, што вроди плод со во краткорочно спречување на бројни инфекции и бројни смртни случаи, кои што од друга страна пат скапо ја чина економијата. Ние се уште не знаеме дали мерките кои што се поведени во скоп на еден карантин се вистинскиот избор и не знаеме кои се долгорочните последици на сето тоа. Меѓутоа едно е сигурно дека дефинитивно тие спречија голем број на инфекции, спречија голем број на починати во краток период.
и им дадоа време на многу земји да се подготват за наредните фази, оно што би следело во однос на оваа пандемија. Пандемијата е далеку од завршена, гледано од денешна перспектива, и веројатно ќе трае најмалку уште една година, можеби и две, можеби повеќе, не знаеме. И малку веројатно е дека одржување на целосни национални карантини е возможно за тој цел еден период, бидејќи тоа би значило еден целосен општествен колапс. Мислам одлично. Тука мислам на тоа што ние го направивме, земјите во нашиот регион, земјите во Европа и во светот, посебно имајќи во предвид дека се соочуваме уште на почетокот со еден вирус кој што беше апсолутно нешто непознато. Не ги знаевме карактеристиките на вирусот. Можевме да ги предпоставиме и врз основа на тоа да се темелат предпоставките за еволуцијата, развојот и така натаму. Како излегуваат сознанијата врз основа на секојдневните публикации од бројните истражувања кои што траат сите овие 6 месеци, се повеќе учиме за овој вирус. И во таа смисла не само ние, туку сите земји во светот, имплементирајќи ги општите принципи за превенција и спречување на пат на ширење на вирусот, мислам дека сите земји, согласно нивната епидемиолошка слика во моментот, добро изреагира. Сметам дека добро изреагиравме, посебно што не само нашиот, ниту еден здравствен систем во светот не бил димензиониран да пресретне една ваква криза. Да имате вие една група на пациенти кои што треба да се третираат целосно изолирано од сите други, значи да има посебни патики во болниците, посебни оделенија, посебно инфективните оделенија кои што во нашата земја ги има во повеќе болници, но не насекаде. Релативно малиот број на специјалисти по инфективна медицина, релативно малиот број на специјалисти по епидемиологија. Историски наназад немало интерес за овие струки, а сега стануваат струки кои што ја менаџираат практично оваа криза. Во таа смисла, престројувањето кое што го направивме релативно брзо, начинот на ротација на лекари и специјалисти по интерна медицина пред се кои што доаѓаат во помош на колегите на инфективните клиники, специјалистите по анестезиологија кои што помагаат во третманот на најтешките пациенти кои што се на респираторна машина, надградувањето на капацитетите, две нови мини инфективни оделенија и триажен центар, едната доинфективната клиника со што капацитетот практично се дуплира, и триажниот центар на клиниката за пулмологија кој што сега следната недела ќе започне да работи, нешто што драстично ќе осмени текот на движење на пациентите кои што се можеби суспектни и носители на овој вирус. Така да сметам дека добро изреагиравме, направивме еден одличен, функционален и ефикасен систем преку генералниот штаб во владата, кој што значеше секојдневна координација на председателот на владата со сите министри, раководителни институции кои што беа вклучени и која што брза размена на информации, брза интервенција за решавање на проблемите, направи да многу ефикасно се справиме со оваа криза. Мислам дека Македонија релативно стабилно се соочи со оваа пандемија. Во целиот овој период, дури кога почна да расте бројот на нови случаи, здравствениот систем во ниту еден момент не колабираше, имаше постојано доволен број на кревети за сите оние кои што изискуваат болничка грижа, за сите оние кои што изискуваат интензивна нега, така да мислам дека општо земено во овој прв бран Македонија добро се соочи со пандемијата. Мислам дека на известен начин во Македонија пандемијата ја затекна Македонија во едно предизборие. Знаете дека изборите беа закажани за 12 април, но се одложија заради баш оваа пандемија, така да се формира техничка влада, имавме формирана техничка влада и сето тоа требаше да се одговори на овој предизвик, на овој предизвик во справување со оваа пандемија. Така да од негде самото предизборие и самата таа
политичка криза направи спој со здравствената криза. Значи, ние во овој момент имавме еден спој на здравствена и политичка криза, така да после април, кога она многу добро се носевме, да кажам, со сите тие наши справувања со оваа пандемија, го гледаме еден нагол раст, да кажам, на зголемување на тој пик, така да веќе на 5 јуни се соочуваме со пик од 180 ново заразени, кој веќе ни стана алармантен во понатамошниот пристап на самото справување со пандемијата. На самиот почеток морам да кажам дека имавме проблеми со безбедносните мерки и со заштитната опрема, каде што имавме еден расчекор во одредени институции, па ни се појавија и голем број на заболени здравствени работници. Последните бројки до 21 јуни зборуваат за една бројка од 494 здравствени работници кои што се заразени, меѓу кои најголем број се медицински сестри, а дека од таа вкупна бројка некаде околу 201 се активни случаи, а другите се оздравени. Многу од нив, за наша среќа, се вратија на работните места. Дојдоа до израз и сите оние недостатоци кои што на нашата фела, на нашата професија со години наназад не им се решени како статус. Бидејќи во целокупните овие работни задачи во кои што сме изложени и во кои што треба се да бидат ангажирани здравствени работници и медицински сестри од другите здравствени институции, го прифатија ризикот да се преструктурираат и така понатака, меѓутоа задоволството и стимулот сметаме дека е отсатен и дека во овој момент е многу потребно да се донесат и некои мерки кои што дополнително ќе ги стимулираат медицинските сестри и сите оние кои што треба да помогнат во истурените здравствени институции каде што се најповеќе за болните од COVID-19 и сметаме дека само на таков начин можеби и ќе продолжиме овака на едно високо ниво да се справуваме со ситуацијата. Признанијата за медицинските работници и нивната борба со пандемијата ќе дојдат од повеќе и различни места. Владата во неколку наврати ќе ги награди здравствените работници и медицинскиот персонал. Домашна картичка ќе добијат и 4394 здравствени работници ангажирани во справување со COVID-19. Во мај 2020 како резултат на несебичните заложби на вработените во здравствените установи за сите здравствени и нездравствени работници, кои што беа вклучени и се уште се вклучени во работа со пациентите заболени од коронавирусот во нашата земја, доктори, медицински сестри, но и нездравствени работници, болничари, транспортери, возачите во службата за итна медицинска помош ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Би рекол дека она секојдневна интензивна работа до касните вечерни сати во смисла на координација со сите директори на јавноздравствени установи каде што се лекуваат пациентите. Лекарите, медицинските сестри кои што и фактички работеа со пациентите. Споделувањето на искуства едни со други, заради тоа што сепак е ова една нова болест. Начинот на кој што се зближија и се изградија релации помеѓу сите тие колеги вклучени во ова борба е нешто што остави белек кај сите здравствени работници, покажа како се работи сплотено, заеднички, како пожртвувано 24 часа на ден со дежурства и со чести дежурства во текот на неделата, практично се бореа за секој човечки живот. Би сакала да ги истакнам изјавите конкретно, да ги цитирам нашите колеги и колешки од диализните центри кои што диализираат ковид позитивни пациенти, кои што во почетокот истакнуваа дека многу се плашеа да влезат овакви и да работат со пациентите бидејќи се заразени. Меѓутоа, ќе кажам, ги цитирам, нема кој, мораме ние. Ние, например, во оваа институција во која што сум сега, на универзитетот во кој што работам, многу брзо ги пренаменивме капацитетите кои што ги имаме, биотехнолошките можности за да истражуваме на полето на коронавирусот, за да видиме што можеме да направиме во однос на тоа и дали можеме да направиме нешто во однос на тоа. Приказка која можам, па да кажам, екипите на брза помош се најмногу изложени. Домашната посета е најмногу изложена. Имавме и такви случаи кога во почетокот на оваа пандемија луѓето не ја кажуваа вистината, направиле тест
биле позитивни, меѓутоа барале медицинска помош во однос на терапија и тоа представувало ризик фактор да и они па се заболат. Значи ете една приказка каде што луѓето во почетокот не беа искрени, али луѓето сега сватија, сметам дека помина долг временски период, веќе 6 месец, 7 месец како е пандемијата, и сметам дека луѓето се сега посовесни, посвесни за самата болест, за нивните најблиски и за останатите граѓани во државата. Зависно од кој аспект гледате. Ако гледате од медицински аспект, тоа се дефинитивно највозрасните граѓани, дефинитивно оние кои што имаат коморбидитети, хронично болните, значи оние кои што имаат канцер, кардиоваскуларни заболувања, дијабет, кои што имаат бубрежни заболувања, црнодробни заболувања и така натаму. Во однос пак од општествен аспект, мислам дека тука особено загрозени групи би биле оние малцинските групи, оние кои што се во полош социоекономски статус. Излезе на површина дека може би помалку сме посветувале внимание во делот на самите специализации, во делот на инфективно. Ни недостасуваат, да кажам, кадри од делот на инфективни заболувања. Може би го имаме тој недостаток на кадар за справување со едни вакви епидемии. Дојдовме до ситуација, до момент кога се покажа колку сме многу важни, меѓутоа испливаа сите оние проблеми за кои што генерално зборуваме со години наназад. А тоа е дека ни недостасува закон кој што е регулира нашата професија и од тука, значи, искочија на површина сите оние проблеми со кои што законски не е регулирана нашата професија и сите оние незадоволства во нашите редови. Мислам дека со тоа што добро изреагиравме и со тоа што практично значајно се влијаеше да се олесни и пристапот и да се зголеми квалитетот во здравствената заштита, никој не трпеше. Секој имаше навремено здравствена услуга, прво потреба, доколку треба од брзо тестирање, услуга од итната медицинска помош, брз трансфер во болницата, преместување на друго оделение доколку на тоа во еден град нема место или доколку комплексноста на ситуацијата бара пациентот да биде третиран на повисоко ниво во системот на здравствена заштита, например во клиниката. И тоа е тоа што бараше, она што го спомнав претходно, многу честа и интензивна координација. Ја укинавме партиципацијата за лекувањето. Секој граѓанин кој што немаше осигурување исто така добива бесплатно лекување, така да внимававме на апсолутно сите групи на граѓани да добијат соодветен здравствен третман. Дојде до израз тоа дека популацијата всушност нема доверба во институциите. И тоа не би рекол дека е латентен проблем. Тоа е нешто кое што е очигледно. И тоа и верувам една од клучните причини зашто и здравствените власти во Македонија отидоа со таква една рестриктивна стратегија, бидејќи народот не можеше или не би можел да се соочи со една исклучително драматично сценарио кој што би се случило доколку не беа воведени тие рестриктивни мерки. Друг проблем кој што мислам дека исто пак не мислам дека е латентен е очигледниот недостаток на властите, на владата во имањето на приоритети. Значи, мене ми е непоимливо да училиштата, градинките, основните училишта бидат затворени во состојба кога ги отворате казината, баровите, не знам, диско клубовите, храмовите, кои што се сите со поголем ризик на трансмисија од училиштето. Значи, тоа исто покажува и во однос на тоа кои ни се приоритетите во општеството и дека дојдовме во состојба да сериозно го загрозуваме здравјето на децата, бидејќи видете, ако децата не идат на училиште, не се социализираат, не се едуцираат, тоа ќе има сериозни последици на долгорочен план. Ние мора да размислуваме не за оваа година, не за само на наредната година, мора да размислуваме за нашите наредни генерации. И ако нив не ги ставаме во приоритет, а ставаме во приоритет некои си други области кои што според мене можат малку да пречекаат,
мислам дека тоа е голема грешка. Пред нас се есенските месеци во кои што ќе бидат присутни и други вообичаено присутни болести во тој период сезонски од грип, честите настинки. Со носењето на маска, одржувањето на дистанца, честото миење на раце се намало ризикот да се заболи и од овие болести. Граѓаните сега имаат исклучително голема одговорност. Не можеме ние сами како здравствени работници да се бориме во оваа борба. Потребна ни е таа помош. Имам лично впечаток дека се повеќе граѓани, мора да кажам, се придржуваат до превентивните мерки. За жал има и такви кои што ги прекршуваат. Истите па од тука потекнуваат мини кластери. Апелирам да се придржуваат сите до превентивните мерки, само така ќе успееме во оваа борба. Проблемот со вирусот и понатаму ќе обстојува, проблемот со заразата и понатаму ќе биде присутна од ова, но пак го гледам од тие три решенија, оние три решенија секоја држава што ги гледа, вакцинација, оној дел на стварање да можноста да се створи имунитет кај оние што се заразени, али го гледаме во овој момент како најприоритетно третото, промена на нашето однесување. Една порака само да бидеме малку поистрени, да бидеме малку помалку накострешени едни кон други. Јас имам еден впечаток дека кога ги отворам социјалните, кога ќе отворам на Facebook, например, и оно што го читам делува многу бучно и многу напаѓачки. Едните со други многу се напаѓаме и се обвинуваме за ова или за она, за дали некој се однесува како што ние сметаме дека треба да се однесува, дали властите ги донеле мерките кои што ние мислиме дека треба да се донесат. Мислам дека би било корисно да бидеме малку посмирени, постабилни во однос на цела оваа ситуација и да се обидеме да ја прифатиме, дека ние со ова ќе живееме еден подолг период. И треба да размислуваме што можеме да направиме во однос на тоа, без да при тоа навлегуваме во една агресија кон другиот и некое си обвинување. Веќе видите, агресијата и обвинувањето се секојаш еден израз на лична емотивна болка. Така да разбирливо да ние во ваква една ситуација, во ваква една масовна криза се емотивно бидеме повредени. Меѓутоа, треба да искомуницираме таа емотивна повреденост, наместо да ја канализираме во некои си негативни однесувања. 12 мај, Меѓународниот ден на медицинските сестри, финале на неделата на сестринството, што започнува со светскиот ден на акушерките на 5 мај, ќе се одбележи во контекст на пандемијата. По препорака на СЗО и Меѓународниот совет на медицински сестри, имајќи ја предвид кризата предизвикана од пандемијата, целата 2020 година е прогласена за година на сестрите и акушерките. Но кога аплаузите ќе стивнат, некои од латентните проблеми со кои секојдневно се соочуваат здравствените работници остануваат на површината.